Добро е што доаѓа ваква одлука. Иначе да кажам дека номотехника е правна дисциплина. Обично се предава на катедрите по уставно право. Тоа е правно пишување или legal writing. Суштината во номотехниката е во владите, во така наречените секретаријати, комитети, како е за законодавство, целосно да се почитува методологија на пишување на законите, никогаш да нема разлика од еден до друг текст, но исто така да се инсистира и на прегледност, на јасност и на прецизност, како на терминологијата, така и на структурата. Важно е да потенцираме дека ако некогаш нашиот секретаријат за законодавство беше синоним за најквалификуван кадар, а го водеа врвни професори, денеска тоа не е така. Јас ми се лутите кога реагирам на колумнистичкиот начин на пишување на законите, но номотехниката не познава таква методологија на пишување од еден јазик и друг јазик. Зошто? Зашто мора да нема разбирање во читањето. Кога имате два јазици, можно е да се разликуваат, бидејќи никогаш преводот не е како оригиналот и секогаш се оди со автентичната верзија. Би сакала да е господинот Битичи тука, тоа не е национализам, тоа е правна прецизност. Секогаш да се знае што терминот точно значи, зашто некогаш најголемите проблеми во извршувањето на законите произлекуваат од различното читање, различниот wording. Тоа не смееме да си го дозволиме. Значи, добро е што доаѓа, треба сериозно да се посветиме на правното пишување.